убава енергија, убава атмосфера овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Зборуваме за една актуелна тема, посебно во летните горешти, иако денеска времето малку не изненади, меѓутоа сепак е рано и верувам дека... И треба да бидеме подготвени. Иако веројатно темата се однесува на секој период од годината, но особено кога е многу топло и кога температурите се веќе над 40 степен, треба особено внимание да посветиме на гардеробата и материјалот од кој што е всушност направена самата гардероба, што да носиме, што да избегнуваме и можеби она главно прашање кое што исто така многу го пропуштаме, што купуваме, а што всушност пишува на етикетите. Дискутабилно, меѓутоа... Во продолжение ја пречекуваме и ја поздравуваме нашата гостинка, доктора Весна Пљаковска, специјалист по дерматовенерологија. Благодарам за издвоеното време. Добро утро. Ви благодарам и јас и навистина така ми внесовте една убава позитивна енергија утрински пред започнување на работниот ден и на обврските кои што треба да следат во болницата Аџи Бадем Систина. И вие на нас верувате. Главното прашање веројатно е колку е важно да читаме што пишува на етикетите и од што се направени, облеката од што е направена, што ја купуваме, но всушност колку малку внимание се посветува на тоа. Па да, во право сте. Ако прашаме зошто е важно, нели, каков тип на облека избираме, всушност се однесува како таа облека делува на нашата кожа, односно како ја поднесуваме. Така да јас како дерматолог од тој аспект би кажала дека навистина е важно да го прочитаме составот и да знаеме што избираме поради реактивноста која што нашата кожа може да ја покаже во однос на избраниот материјал. Всушност памучните материјали, односно природните материјали би кажала, во кои што нели се вклучуваат памукот, ленот, свилата, се оние кои што дозволуваат на кожата да дише, да биде комфортна, да постои вентилација на воздухот и на некој начин да го задржи оној природен екосистем на кожната бариера. Знаејќи дека летото, како што споменавте, тука веќе на прагот и топлите денови носат зголемено потење, влажноста е потенцирана, изборот на материјал би бил и tekako важен во секојдневниот стајлинг, да кажеме, не само како моден додаток, туку како квалитет на избор. Меѓутоа, веројатно, веќе многу помалку, посебно оваа нова генерација, внимава на тоа, секогаш е битен, нели, трендот, боите, како изгледаме, а не тоа што го... во на што сме облечени. Веројатно и цената има улога тука. Да, меѓутоа, знаете, природните материјали не значи секогаш дека имаат висока цена. Значи, памукот е оној кој што, нели, кога ќе избираме памук, практично избираме и сметам поволна и пристапна цена за секој од нас, а памукот е избор кој што носи можност да на себе ставиме природен материјал кој што ќе ја допушти таа вентилација. И сега за лето, со оглед на тоа дека и некако и ленот повеќе се вразува за летниот период, меѓутоа честопати слушаме на документарци и прилози дека практично ленот во минатото се користел и како нели материјал за во болница, односно има некои врски со фреквенции што јас конкретно не се разбирам многу, меѓутоа која е тајната на ленот? Што ни нуди ленот како материјал? Односно, која е неговата, па дури и здравствени придобивки од овој материјал? Јас не би можела до степен да зборувам за да кажам за материјалите, бенефитите секако, меѓутоа материјалите во составот всушност не е важно само кој тип на материјал, туку каков тип на ткаенина, па дури бојата е важна нели на материјалот кој што го избираме и густината на самиот материјал. Пак ќе кажам, се оградувам во делот на она што сум дерматолог и како би прозборела за ова е тоа дека кога го спомнавте ленот практично носи една природна пропустливост на односно вентилација, возможува природна вентилација на кожата. А нашиот главен фокус е токму тоа, да ја возможиме на кожата да дише, да ја возможиме на кожата да ја прави таа природна аерација и да не се дозволи задршка на влажноста и на топлината која што практично природно телото ја произведува за да се адаптира во топлите климатски услови. Така да ленот е еден од тие материјали кои што нели овозможува природна вентилација. Тука би се задржала зошто велиме е важно да постои таа природна вентилација. Затоа што топлината и влажноста која ќе се задржат на нашата кожа, ако материјата не дозволува тоа нели да вентилира, практично доаѓа до
потенцирано загревање внатре на телото и доаѓа до менување на тој природен екосистем при што настанува зголемена топлина и влажност и велиме доаѓа до потенцирање на се она што е во природниот микробиом на кожата како природен микроорганизам под дејство на топлина и влага, тие се практично будат и пролиферираат во поголема бројка, значи се зголемуваат габичките, може да се зголемат бактериите и особено на места каде што настанува триење, а тоа е под дејство на материјалите кои што не се природни, односно синтетичките материјали, тие не овозможуваат вентилација, тие ја задржуваат таа топлина и влага и во тие ситуации настанува иритација, триење и зголемена можност на пролиферирање на бактерии, габички, се она што може да е нормално присутно во екосистемот. Може ли да дојде до посериозен проблем, освен до оние иритации, инфекции, да се случи нешто малку посушински, подлабоко? Може во ситуации кај што, значи, јас би кажала дека директно материјалите директно не делуваат на предизвикување на болеста. Тие може да ја влошат или тие може да ја влошат онаму каде што веќе постои некоја болест или состојба, особено кај луѓе кои што имаат почувствителна кожа, кај луѓе кои што сте склони кон алергија, кај дечиња или возрастни кои што имаат оној атописки дерматитис, каде што постои нарушување на кожната бариерна функција. Во сите овие случаи кај луѓе кои што се со диабетес би потенцирала заради намалената микроциркулација периферна, кај обезните, кај луѓето со зголемена телесна тежина, кај сите нив се потенцијално ризични да состојбата се влоши. Така да директно не постои влијание, меѓутоа влошување на постоечка состојба може да случи. Доктор Весна, кажавте и на самиот почеток дека всушност треба да знаеме како да го слушаме телото кога реагира на одреден материјал. Вашиот совет до гледачите, која е првата реакција која што не треба да се занемарува и едноставно да посветат повеќе внимание на обликата која што во тој момент ја носеле и како да пробуваат веќе тоа да излегува од нивниот гардеробер со цел да имаат и едно пријатно убаво чувство додека ја носат обликата. Така е. Значи, убаво кажавте, јас секогаш се водам по тоа, треба да си го слушаме нашето тело, треба да го слушаме говорот на нашето тело и сигналите кои што тоа ни ги дава. Кожата е навистина еден, всушност е најголемиот орган кој што манифестира многу работи во нашиот организам и внатрешни и надворешни. Со оглед на тоа да гардеробата е еден од надворешните причинители на потенцирање на некаков дерматолошки проблем, што би биле првите знаци што треба да послушаме? Значи, самото чувство на некомфорт, самото чувство на нелагодност, на некакво чешање, на иритација, зацрвенување, веќе ни покажува стартни промени на кожата кои што ни сигнализираат дека нешто нам не ни одговара. Така да, тоа би било некаков прв знак, доколку си дозволиме доколку се дозволи да се кожата да се поти во некаков материјал, веќе исто така знак дека тој материјал е непријатен за нашето тело и би требало да што побрзо да се отстрани. Меѓутоа тука би сакала да споменам луѓе кои што не можат, то честопати ми се случува луѓе кои што се особено со професијата, значи каде што имаат униформа која не може да ја кожата. Во тој случај ние не можеме да ја променим униформата, меѓутоа секогаш се осврнуваме на она како ја негуваме кожата од внатре. И во тие ситуации би требало да внимаваме да се носи потенка, памучна гардероба под самата униформа, која што ќе го оддели тој директен контакт со непријатниот материјал и ќе ја заштити внатрешноста на кожата и секако значи негата директно на кожата да биде после потењето веднаш да се истушира, значи да внимаваме на нанесување на тие емолиенси, меѓутоа не тешки креми кои што би направеле загушување, туку повторно да постои таа природна вентилација и рековте
Да, во однос на советот, меѓутоа веќе одговоривте да се следат знаците кои што телото ни ги дава и да научиме да се го слушаме всушност телото. И секоја непријатност ни укажува и ни сигнализира дека нешто не е соодветно за нашето тело. Так. Еве, повторно ќе се оградиме нели од ваше мислење, кога би требало да ги степенуваме материјалите кои треба да ги носиме во лето, нели природните, зборуваме за природните. Кој би бил на место број 1 на врвот? Ленот или памукот? Супер е прашањето. И ленот и памукот, секако. И тука би направила една мала дистинкција меѓу светлите и темните бои и повторно ткаенината, материјалот. Доколку ленот и памукот се можеби подеднакво. Она кое што е бенефит од памукот е затоа што тој може да ја впие потта, меѓутоа ја задржува. И би требало побрзо нели да биде пресоблечена маицата, облеката. Додека ленот овозможува полесно издишување, да кажеме, нема силна задршка на себе, полесно се суши. Така да во тој дел имаме бенефити од тие два природни материјали. Додека синтетските материјали тоа не ни го овозможуваат, значи тие ја создаваат онаа микроклима која што е непријатна на кожата, велиме. Така да треба секако да ги избегнуваме. Во однос на бојата, што тоа влијае само на тоа како се одбиваат сончевите зраци или сепак има и некоја друга? Белата боја, односно светлите бои, овозможуваат да не се задржува топлината во самата гардероба. И затоа се чувствуваме покомфорно и полесно и посвежо. Додека темните бои ја апсорбираат сончевата енергија и тие практично го потенцираат загревањето на телото и ги потенцираат сите непријатности внатре од топлина и влажност кои што се случуваат на нашата кожа. Меѓутоа, што се однесува до UV зраците, тука е веќе разликата. Велиме дека темната гардероба е таа која што повеќе ги одбива UV зраците. Да. Значи сепак ова е навкрстено, малку комплицирано. И затоа требаме, она што вие го рековте, требаме да го слушаме сопственото тело. Ако е топла и влажна средината надвор, како што е во периодот, треба да носиме комфортна, лесна гардероба, широка, која што дозволува телото да дише. Меѓутоа, во ситуации каде што постои таа UV зрачењето е поинтензивно, а треба да бидеме изложени на сонце, треба да го имаме и она на ум дека темната гардероба е таа која што прави задршка на UV зраците. Докторка, да го заокружиме разговорот исто и со ваш совет во однос на заштитата на кожата, меѓутоа со фактор за заштита од сончевите зраци. Мислам дека со текот на годините и особено социјалните мрежи прилично помогнаа во подигнување на свеста дека фактор состава 365 дена, меѓутоа еве почнуваат и годишните одмори, на што најмногу да се внимава и како да ја задржиме кожата во благосостојано. Дали е безбедно? Јас морам прашањето да го допрецизирам од моето искуство. Кога ставам заштитен фактор во лето, го чувствувам, односно кремата ја чувствувам како синтетички материјал. Еве, не би требало, можеби треба да се промени. Можеби треба да се промени типот на кремата, да, одлично. Треба да се промени типот на кремата. Значи вообичаено според типот велиме ако е помасна кожата, треба да бирате флуидна, која што е по-лесна текстура. Во секој случај, за секој од нас е неопходно да ставаме крема со заштитен фактор, затоа што докажано е научно дека кремите 50 заштитен фактор, ќе го потенцирам, секогаш сум прашана, нели, дали е доволно 50? Да, доволно е, затоа што се смета дека 97 до 98% од сончевите зраци, од UVB зрачењето, таа прави блокирање на навлегување, знаеме на навлегување нели во кожата и потенцијални промени и штета која што може да ги направи UV зраците. Така да заштитните фактори со UV се итекако важни и треба да ги нанесуваме на секој 2 до 3 часа, затоа што особено доколку нели пливаме, доколку се испотиме, потребно е да се нанесе повторно. Облеката спомнавме, заштитните наочари исто така мора да кажеме. Заштитните шапки или шеширите, значи сето тоа е исто така во наша корист. Да. Благодариме многу за издвоеното време и за сите совети кои што ни ги дадовте утрово. Се надевам дека повторно ќе имаме прилика да ви посакаме добро дојдовте во утринската.